Дивоградбите што се наоѓаат во заштитеното подрачје на УНЕСКО околу Охридското езеро ќе бидат турнати, вели градоначалникот на Струга Менди Хира. Според него, општината ги разгледува барањата за легализација, но сите објекти што не ги исполнуваат условите или ја попречуваат инфраструктурата и генералниот урбанистички план, ќе бидат срамнети со земја, бидејќи за езерските плажи се очекува да биде донесен и нов закон. E poi avevano fire pubbliche per giustificare le strughe, se le can si idee vendet si domostra brego di kemi tenderton dertime pale ik shalut mos derton sepse të gjithë do të rënohen ato që janë pale, mandej pritet të cilët edhe një ligj për plazhet, të cilët do të përkufizohen ose varet se si do të jetë forma më e përshtatshme për ato objekte pa leje. Struga ka shumë objekte pa leje. Во Охридскиот регион, кој е под заштита на УНЕСКО, има 4847 нелегални објекти. Веќе неколку години пристигнуваат забелешки поради непочитување на препораките за заштита на природното и културното наследство. Ndërtimet pa leje tek ne kanë shkaktuar turbulenca gjithmonë, por jo vetëm ekonomike, por edhe politike. Edhe vazhdoj të jem kundër ndërtimeve pa leje dhe edhe biles jam edhe kundër ligjeve të cilët janë vazhdueshme për legalizimin e këtyre ndërtimeve, sepse stimulojnë ndërtimet pa leje. Jemi në bisedime me Ministrinë e Transportit dhe me qeverinë për ndërtimet pa leje të cilët janë rreth liçenit, të cilat jemi në vazhdim të UNESCO. Минатата недела властите соопштија дека Охридското езеро го задржа статусот на светско наследство, но со обврска Македонија и Албанија до 2030 година да ги спроведат забелешките и препораките на УНЕСКО за заштита на природното и културното наследство. Одлуката за одложување на впишувањето на Охридскиот регион на листата на светско наследство во опасност беше донесена на седницата на Комитетот за светско наследство кој се одржа во Јужна Кореја. Експертите на УНЕСКО донесоа заклучоци и јасно утврдија рамка што опфаќа повеќе прашања, меѓу кои урбанистичкото планирање, заштитата на животната средина, а во разговорите било разгледано и прашањето за трасата на Коридорот 8 кај граничниот премин Ќафасан.